на многу едноставен начин. Понатаму имаме уште два типа на знаци, тоа се симетрични слогови знаци, кои што ги има 6 на број, и накосени слогови знаци, кои што ја следат, да речеме, истата идеја, како симетричните слогови знаци, но во рамнината на пишување се, наместо да ја следат логиката на пресликување за 0 и 90 степени, некаде 180 степени, се наклонети во однос на 45 степени, и затоа ги нарекуваме накосени слогови знаци, и имаме еден специфичен знак, чија што форма и ден денес е слична во нашата современа азбука, тоа е формата на согласката Д со 4 различни положби, кои што завземаат соодветна звучност до, Д, Да и Ди. Може понатаму. И овде е представена соодветна табела, каде што се сега представени сите симетрични слогови знаци, сите накосени знаци и специјалниот знак Д. И овде гледаме дека имаме 13 знака. Овие 13 знака формираат слогови формираат 52 слога. На тој начин вкупно некаде околу 160 слогови се покриваат со само 26 знаци. Ова што овде го гледаме, а и во претходната табела каде што беа асиметричните слогови знаци, во вид на знаци, се знаци за озвучување на посебни самогласки, кои што се исто така потребни за да може да се покрие целото множество на знаци кои што треба да се озвучуваат. Исто така дополнително, заради тоа што некогаш во текстот тоа има потреба, свеќаваме испишување на изолирани согласки. Овде тоа е решено на начин што на основниот знак кој што представува слог се додава еден знак кој што се нарекува вирам, и на тој начин од звукот кој што би требало да биде слог се исфрла само гласката и се изговара само согласката. А овде, како што реков, ако особено станува збор на почетокот на зборот, каде што треба да се употреби самогласка, тогаш се употребува некој од овие знаци. Овде можеме да приметиме дека знакот за Е и знакот за Е речиси идентичен, знакот за О ја задржал во основа својата форма, освен ова средната црта и искусувањето и ден денеска се употребува во истиот облик во нашето писмо, а знакот за У само малку треба да се преврти во суштина и истата форма како и денес. Покрај тоа, покрај овие слогови знаци кои што ги имаме 26 на број, откривме и 4 пиктографски знаци кои што означуваат цел поим, од кои што 2 успеавме да одгонетнеме и како треба да биде нивното озвучување. Тоа се 3 вертикални црти кои што означуваат Бога и 3 накосени кои што означуваат Господа. Останатите 2 знака ги имаме само нивното значење, тоа е знакот за змија и знакот за покојник кој што е извезен преку знакот за Богот на мртвите кај определени народи, но нивната звучност не успеавме да ја одгонетнеме, знаеме само што треба да значат. Исто така е карактеристично во ова писмо што се употребуваат лигатури. Лигатури се определени комбинации на знаци, каде што основните знаци се пишуваат еден над друг, еден врз друг или во форма еден над друг и еден врз друг. И при тоа е карактеристично тоа што во таква една форма, која што завзема место само на еден знак при пишувањето, звучноста на секој поединечен знак и понатаму се задржува, само напред се додава еден предлог на, што и ден денес е доста карактеристичен за македонскиот јазик и македонските говори. Овде се дадени примери на 4 такви лигатури, инаку ги има многу во самиот текст. Да речеме, ако имаме овој облик, значи над Ш, Е, имаме А, тоа се чита на Ш, А, исто како што нели е и геометриската презентација. Ако сега имаме еден знак над комбинација на два знаци,
да напоменам уште еднаш, и овде се чита од десно на лево, како што е во целиот текст. Ако овде имаме рои, над нив а, имаме на роија и така натаму. Соодветно, ако имаме три веќе знаци кои што влегуваат во една комбинација да формираат една единствена лигатура, имаме две на, едното е на Ј, па потоа на Дз и имаме и уште еден карактеристичен пример, карактеристична лигатура, тоа е на лозе, односно на розе, тоа е на рез. Покрај со ова методологија, која што ја предлагаме, освен поединечни зборови, кои што и ден денес се задржале во дијалектите на македонскиот јазик, па некои од нив и во современиот македонски јазик, ние отидовме уште едно скалило погоре, а тоа е, откривме соодветни граматички правила, кои што исто така и ден денес важат во современиот македонски говор. Прво тие правила е формирање на суперлативи на придавките. И овде се во една табела наведени по нас некои најкарактеристични, инаку сите суперлативи на исти начин се формираат. Карактеристично е овој суперлатив, ова суперлативна форма, каде што на основната форма Дз со формирање на лигатура имаме на Ј Дз, следува најдзе, односно на денешен светол и најсветол на денешен македонски јазик. И уште една карактеристична форма, тоа е формата на зборот Божен, кој што ни помогна за озвучување на трите вертикални црти, значи ако имаме Божен, тогаш најверојатно постои и Бога. Суперлативната форма од Божен е најбожен. Значењето и тогаш и сега е исто. Само една напомена, овие, да речеме, форми, и основната форма и суперлативната форма, ниту една од формите не е наше дело, него ги наоѓаме на каменот, и една и друга форма, така да сме доста сигурни во она што тоа значи. Понатаму формирањето на множината на именките исто така доста карактеристична и е на исти начин како што и ден денес, со додавање на и на крајот на зборот, речеме зборот господар, кој што е во оваа форма напишан. Во множинската форма има само едно и на крајот. Стариот збор за свештеник, тоа е шемо, имаме шемоја, постанува збор за свештеници, имаме лото како годишно време, па множина е лотој, за камен имаме ши и множинската форма е шии, односно камења. Да напоменам само дека и современата наука вели, само на сосема, тоа на сосема друг начин, дека за да се означи множинска форма на именките, на крајот од зборот се става вертикална црта. Кај нас вертикалната црта значи и, кај другите проучувачи на ова писмо тоа не значи и, значи нешто друго, но и тие потврдуваат дека на крајот на секоја именка, ако се стави и, тогаш тоа означува множинска форма. Понатаму имаме формирање определена и неопределена форма на именките, и тоа членувана и нечленувана. Повторно истиот пример, господар, ако е во еднина е господарто, ако во множина господари, определената форма е господарта. Понатаму имаме Бога и Бога му, деца, деца му како определена форма. Понатаму делот заменките кои што ги откривме, само овде ќе ги наведам, бидејќи се доста дел од нив слични како денешните. Тоа се мој, вој, тој, мој, вој, тој. Значењето е мој, вој, тој, мој, односно ние, вие, тие. Мо е јас, ме е мој. Показната форма за женски род е најзе, во денешна форма е нејзе. Она што го сретнавме како израз за свој, тоа е суа, во овој облик, а за сите е сето. Су, односно суа, суи, до денес се сметаше дека се потекнува од римскиот, односно латинскиот јазик,
но еве го среќаваме и тука во овој текст кој што претходи на тој јазик. И понатаму имаме пасивна состојба на глаголите со завршување на ен, тоа е назевен, односно наречен, наши веивен, тоа е вграден во камени градби, и она што е карактеристично доста наши везен, односно на камен навезен, затоа што овде во текстот изразот запишување е везе, односно запишан е навезен.